денешната расправа јас очекувам целосна дискредитација на обвинението, бидејќи се докажа дека стручниот навод и мислење е направен врз основа на селективна и нецелосна документација, не се земени предвид претходните истории на болеста на пациентите, лекувањата во други клиники и операции и препораки во таа смисла. Понатамо не се земени предвид националните протоколи на Република Македонија и она што е најбитно, вештакот се согласи дека во конкретниот случај се работи за лекување на метастатски рак, кој е неизлечива болест и се потврди дека онкологот, искусните онколози знаат еден месец пред настапување на смртта дека ќе настапи смрт на пациентот. Во постапката се докажува дека доктор Симонида правилно постапувала и го продолжила периодот за преживување повеќе од војна кај секој пациент надвор од стандардите за просекот кои се потврдени во научни студии. Кратко речено, ова што сега го слушаме во судница, тоа е можеби тема за некој национален или светски конгрес на онколози, но не е тема за судница и за судска постапка. Постои разлика меѓу бројот на пациентите за кои што различните доктори се обвинати, за колку пациенти и какви конкретно се случаите на вашата клиентка? Прво, што може да ни кажете за тие конкретни пациенти? Прво сакам да кажам дека се работи за тешки пациенти и како што самото стручно лице, лекар од Словенија потврди, за метастатски рак кој е неизлечив и каде што смртниот исход е сигурен, односно предвидлив, а од друга страна самото лекување, начинот на лекување, применетиот медицински третман, како што кажав, треба да биде во рамките на националните препораки кои ги применувале нашите лекари и надвор од тоа не може да се бара апсолутно никаква одговорност. Ние сите многу добро знаеме во каква кондиција е нашето здравство и затоа и во судница бевте присутни кога кажав дека јас го бранам, ја бранам доктор Црвенковска, нејзиниот чест и углед, меѓутоа го бранам истовремено и честа и угледот на здравствениот систем на Македонија, како ви да е. Може ли да ни кажете повеќе за фармаколошкото вештачење кое што е дел од вашите докази? Фармаколошкото вештачење од професор Лабачевски е изготвено, тоа е доставено од наша страна како доказ, кој потврдува дека ерлотинибот конкретно не е биолошки лек и дека несаканите последици од примената на ерлотинибот не може да бидат овие што ги посочува лекарот од Словенија, фатални и смртни последици, туку тие се како што лекарите го нарекуваат транзиторни, односно минливи, осипна кожа, падна коса и некои полесни несакани последици, но никако не може да примената на ерлотинибот предизвика смрт, како што тоа се обидува да го докаже лекарот од Словенија. И конечно, и самиот лекар потврди дека не утврдил кој лекар точно кои действија ги преземал при лекувањето на конкретните пациенти, што е клучно за еден кривично правен настап.